Предвремени парламентарни избори нема да има, Македонија ќе оди на редовни во 2028, потврди премиерот Христијан Мицкоски. Вели дека иако од гледна точка на ВМРО-ДПМН предвремено изборно соочување би им одговарало согласно литинзите, сепак државата сега нема простор да загуби 6 месеци во период на техничка влада, што целосно би ги блокирало економските и политичките процеси. Според Мицкоски, тоа би било неодговорно во период кога мора да се средуваат лошите наследени работи и да се направат низа реформи за подобар живот на граѓаните. Ако гледаме од оптиката на ВМРО-ДПМН и што е наш интерес? Наш интерес е да има предвремени избори. Зошто би се откажал? Напротив, јас би стимулирал, ако тоа сум го кажал, и ако гледам од оптиката на интерес на ВМРО-ДПМН и коалицијата. И се замислете, јас на крај на емисијата на вас да ви реков, да, ние се подготвуваме за предвремени парламентарни избори и да потрошиме уште пола година живот на нашите сограѓани. Замислете каков лицемер би бил. Иако Мицкоски јасно кажа дека предвремени избори нема да има, од опозицијската СДСМ сепак биле сигурни дека ќе има. Венко Филипче повторно реши за оваа тема да говори за други држави, односно Србија и Унгарија. Ќе имало таму избори, па поради тоа ќе имало и во Македонија. Во однос на нашата подготовност, апсолутно, во било кое време сме спремни да настапиме избори, при тоа мислам дека конечно на граѓаните им е јасно за каква влада станува избори, дека повеќе нема да може да помине лажната пропаганда со која што тие дојдоа на власт во 2024 година. Кога да подсетам? Со националистичка реторика, со лажна пропаганда дека СДСМ се предавници на националните интереси. Ветува подобра преговарачка позиција со Европската унија. Предходно Али Ахмети кажа дека имал средба со Мицкоски на која имало наводно ветување дека ќе има предвремени парламентарни избори, па потоа се повлекол затоа што на ВМРО-ДПМН не му одговарало тоа.